Полицијата го расветли случајот со инцидентот со синагогата во Скопје. Уапсени се 7 мина за палењето на еврејскиот објект. Двајца ќе се гонат за тероризам и тие веќе се во притвор. Преземени биле повеќе оперативно-тактички мерки од секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам и Агенцијата за национална безбедност, а претрес имало на 13 локации во Скопје и биле одземени мобилни телефони за вештачење. По наредба на јавен обвинител, лицата се задржани за понатамошна постапка, пошто од страна на секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал е поднесена кривична пријава против Аљ од Скопје поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам и АР од Скопје поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам под член 394б од Кривичниот законник, а од страна на судија на претходна постапка одредена им е мерка притвор. По инцидентот на 12 април во раните утрински часови, осуди и барање за брзо расветлување на случајот пристигнаа од сите страни. Тоа го побара израелската амбасадорка во Скопје Вивиена Исен. Верските лидери во Македонија одржаа заедничка пресконференција и го оценија настанот како директен удар врз мирот, стабилноста и со животот кои со векови се негуваат на македонска почва.